имаме време период од точно една година, 2018 година, на седница на влада, во делот што се однесува за шумската полиција, беа донесени сериозни крупни одлуки кои покрива една поголема финансова импликација. Тоа значи следно: донесување на колективен договор, подпишување на колективен договор, со што се она што во изминатите 20 години било проблем и сите прашања кои биле од типот да адвокатите имаат основа за тужење, биде покриено преку одредени членови и одредби со еден таков колективен договор. Независниот синдикат на полицијата, во чии состави и независниот синдикат на шумската полиција и администрација, кој практично денеска од 31 шумска полициска станица, 21 се присутни на овој протест и ја дадоа поддршката за ова наше појавување пред владата на Република Македонија, е со цел и намера за след. Господинот Зоран Заев, као премиер, да после една година, бидејќи денеска не е присутен одека вака, предпоставам дека во текот на наредните денови ќе ја преиспитаат одлуката на влада, ќе седнат со министерот за земјоделие и ќе расчистат еднашка во делот на ова прашање и проблематика, зошто и кој кочи процес со што се прави штета на буџетот на Република Македонија, се испумпуваат финансиски средства од буџетот, затоа што некој министер не сака да спроведе одлука на влада кај што и он учествува. Значи, вакви циркузи веќе во оваа држава Република Македонија ни се преку глава. Од независниот синдикат на полицијата беше побарано да во септември месец се направи одлагање на примена на колективниот договор, зашто и такво нешто направивме. Одлагањето беше со времена мерка од 1.1.2019. Денеска сме веќе 4.2.2019. Министерот за земјоделие, кој е исто во составен дел во оваа влада, абер нема во делот на она што се вика подпишување на колективен договор, зашто ги има содржано сите елементи на еден европски и квалитетен колективен договор, со што Република Македонија, каде што сите овие колеги денеска дојдоа од сите шумски полициски станици, напоменав 21 шумска полициска станица, што за некого може би е шала и смеа, меѓутоа за мене како претседател на независниот синдикат на полицијата е сериозна одговорност, а за министерот за земјоделие и за премиерот на владата тие сами ќе одговорат што сакаат понатака со овие работници во Република Македонија, кои секојдневно бркаат адвокати на кои им даваат полномоштва за да се ги подигнаат нивните средства и пари, со што во изминатиот период од 3 години, колку е законското право, се оштетува.